Продолжува партизирањето на институциите во Прилеп. Хунтата на власт секојдневно си поигрува со трпението на граѓаните во Прилеп. Пипците на локалната власт допреа и до градинките. Скандалозна е објавата на медиумите дека во детските градинки во Прилеп има место само за деца на истакнати членови на СДСМ. Ваквиот начин на работа говори само едно, а тоа е дека оваа власт е ненародна и дискриминаторска. Не им беше доста вработувањето на внуците, братучедите и другите роднини, па сега по партиски клуч сместуваат и деца во градинките. Случајно или не, во списоците кои излегува во јавноста, во графата мајка, стојат имиња како Валентин, Христијан Пазари, Ирена Ујапа и слично. Имиња кои потсетуваат на истакнати членови и функционери во СДСМ Прилеп. Ова е срамно и досега невидено. Додека за скандалот за кој разбра цела држава, молчат сите, ВМРО ДПМН подитно бара одговори од градоначалникот, директорот на градинката Наша иднина и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Дали на ваков начин се гради едно заедничко општество за сите кои го ветуваа? Дали со дискриминација и поделба на деца од ВМРО-вски семејства и деца од семејства симпатизери на СДС, граѓаните ќе добијат подобар живот? Ова е вистински дебакал и уште еднаш докажува со каква власт граѓаните си имаат работа во изминатите година дена на централно и 6 месеци на локално ниво. Во заеднички напредок потребни се проекти, а не партиски клуч за згрижување на дечињата. Проекти како што е градинката во основното училиште Рам Полевката, која што беше целосно завршена во месец септември, а се уште не е функционална. Дали на штета на дечињата и нивните родители, СДСМ го одложува згрижувањето на најмладите само со една цел, граѓаните да заборават дека тоа е комплетно реализиран проект од ВМРО ДПМН. Со ваквите дневно-политички трзавици губат најмногу граѓаните на Прилеп. Прилепчани заслужуваат подобро.